Иако е поништена лиценцата за отворање на факултет за здравствени науки на Меѓународниот универзитет, кој делумно е собственост на синот на струшкиот градоначалник Рамис Мерко, Генц Мерко, на официјалната Facebook страна на универзитетот, без око да им трепне, повикуваат идни студенти да аплицираат за изучување на здравствените науки. Од почетната веб страна на универзитетот е тргнат факултетот за здравствени науки, но кога ќе одберете опцијата за избор на факултет, таму се уште стои спорниот факултет. Раководителот на универзитетот Армен Кадриу, кој се појави на една од телевизиите, заканувајќи се со кривични пријави доколку им биде одземено решението за работа, ќе се судри со Државниот просветен инспекторат и членови на комисијата од Министерството за образование, кои ќе извршат ревизија врз нивното работење. Ке има ревизија на скоро сите универзитети, веројатно на сите, но малку треба време, нели? Ке почнеме од таму каде што се пријавуваат неправилности и постепено со тек на време ке направиме ревизија на сите. Веќе имаме и почнуваме да постапуваме. Па имаме, еве, за така наречениот универзитет за Мерко, па имаме за еден друг универзитет, државен, имаме за уште еден приватен. Штом ќе бидат готови, нели, ревизиите, тоа ќе биде јавно објавено. Онаму каде што ќе се откријат недоследности во работењето ќе сносат последици, а дел од универзитетите ќе бидат затворени, потенцира министерката Јаневска. Таа кажа дека ќе се провери начинот на кој се делеле дипломи, посебно на Струшкиот меѓународен универзитет, каде наводно се откриени над 800 ненострифицирани дипломи. Тоа што не исполнува услови не може да работи. Гледајте какви инвестиции правиме за да има услови за работа и да се стекнува образование и знаење, а ќе дозволиме, нели, таму каде што нема услови да се работи, тоа нема да биде. Што се однесува до ревизиите на програмите во основното образование, веќе се стопирани програмите за 7, 8 и 9 оделение. Новите ќе бидат готови навреме пред почетокот на учебната година во септември, рече Јаневска, која посети неколку училишта во Охрид.